Министерот за култура Асаф Адеми изгледа не ја научи лекцијата од неговиот претходник Роберт Алагјузовски. Скандал повторно го тресе министерството откако денес ја објавија годишната програма што предизвика бура од реакции во јавноста. Адеми ќе дава пари за тетовски, но не и за познати скопски фестивали како што е Скопскиот джез фестивал и Јофест. Годинава страда и таксират, буџетот е видно намален. Не биле прифатени ниту проектите на Авалон продукција. Иако еден ТВ се обиде да стапи во контакт со министерот Адеми, тој не одговори. Но зато уметниците се кренаа на нозе. Дупло дно, хорор, очај се дел од нивните коментари кои осамнаа на социјалните мрежи. Режисерката Зоја Бузалковска во отворено писмо до премиерот Зоран Заев најави дека ќе си поднесе оставка од Советот за култура, но и дека очигледно е дека станува збор за национализам и проценување пред се по критериум етничка припадност, а не по квалитет на предложеното. На Бузалковски се приклучи екс-советничката во Министерството за култура Донка Барџиева Трајковска. Музичарот Златко Оригјански на својот Facebook профил напиша: Милион пати ќе повторам. Независно од вашите желби и амбиции, не се нафаќајте да бидете министри онаму каде темите и работите ви се непознати и на тој начин правите финансиски штети и карикатури од институцијата. Изгледа дека во моментов на етничко делење на колачот партиите се договараат секој да се дискриминира колку што сака во министерството кое си го добил и на тој начин ќе се избалансираат работите и сите ќе бидат еднакво во неправото, реагира професорката Мирјана Најчевска. Најмногу пари годинава има добиено Сдруженијето Артал од Тетово, вкупно 3,5 милиони денари или 56.000 евра за фестивалот Меридијанс и за концерт Класик и рок мюзикл. Наспроти ова, Скопскиот таксират доби само 500.000 денари, иако барале 6 милиони, исто толкова сума колку и таксират добило Сдруженијето Елизиум со концерт со млади во Тетово.